Познатата едносмерна улица во Штип ќе биде шеталиште, што значи за таксистите дополнително губење време низ градот. Председателот на Сдруженијето на таксисти Такси 2003 Штип Глигор Арсов вели дека патниците ќе мора да ги користат такси постојките. За појдовна и завршна точка мора да се тргне од обележана такси постојка. Па за таксистите малку повеќе можеби време губење и заобиколување. Од друга страна мора веќе да ние почнавме да ги учиме патниците да ги веќе користат постројките наши. Значи не може веќе да се оди до строго до одреден дуќан или до одреден сакам до златарата, сакам до Телеком, сакам до ова. Значи мора да ги користат и за почетна точка и за крајна точка да бидат тие жолтите линии да ги гледат, да ги следат кај се обележени за такси превоз и таму да се и качуваат и таму да слегнуваат, да слеват од такси возилата. Значи тоа е позади намата, имаме по кај хотел Оаза, имаме трговскиот центар. Значи ќе се навикнат полека. Ова ќе придонеси за поголема цена на такси услугата. Кружењето од кај зграда Промаја, например, или градската црква, ќе значи од 10 до 30 денари плюс за одредена дестинација. За жалки ги кошта и нив ова. Значи секој заобиколување веќе тоа што го користиме преку едносмерата треба да заобиколиме или преку зграда Промаја или кај градската црква, значи додатни 10-20 денари, па и 30 за некоја релација ќе кошта. А цената на такси услугата стои непроминета подолг временски период. Арсов потенцира дека чекаат разговори со новата влада, за да се најде решение и да може да се дефинира цената на такси услугата. Цената секој ќе биде мала за нас. Ние што вршиме услуга секој мала, тие што ја користат услугата секој ќе биде голема. Моментално чекаме малку да се стави некоја нормала со нова влада, ново министерство, најверојатно ќе не повикат и на некој разговор после летните одмори. И мислам дека ќе ги удоволат дел од нашите барања како би малку смениле проблемниот возниот парк, да речеме, уште возиме со многу застарен возен парк. Еве локално секоја општина да си ги среди своите такси постројки и се тоа што не тишти. Улицата Ванчо Прке овој месец треба да биде пробно затворена за сообраќај, пред целосно да биде пренаменета за шеталиште.